Шевска. Почитувани колеги и колешки пратеници, почитувана Кристина Колеска-Бираска од Министерството за европски прашања. Ќе дозволите накратко да се обратам заради тоа што станува збор за исклучително значајна точка на дневен ред и очекував буквално оваа комисија да присуствуваат сите членови на комисијата, вклучително и Социјалдемократскиот совус и Левица. Зашто ќе образложам? Станува збор за закон со кој што ја ратификуваме спогодбата помеѓу Македонија и Европската комисија, кој што се однесува на инструментот за раст и реформи. Или можеби, ако треба да го поедноставиме, за да полесно го разберат и почитуваните медиуми, меѓуто и граѓанската јавност, станува збор за планот за раст, кој што е директно поврзан со реформската агенда, а реформската агенда е, впрочем, директно поврзана со евроинтегративниот процес на земјата. Односно во оваа фаза за придвижување на нашиот евроинтегративен процес, и затоа очекувам сите како одговорни чинители, кога станува збор за, особено за вакви точки, сите навистина да покажаме и одговорност, но и навистина да придонесеме во изгласувањето на овој закон за ратификација на спогодбата. Представничката навистина солидно ја образложи точката именно за појаснување реформската агенда која што е поддржана преку финансискиот инструмент, кој, како што кажа, ќе се вкупната вредност се однесува од 750 милиони евра, која што ќе биде во 3 транши поделена за нашата држава. Првата транша изнесува нешто повеќе од 50 милиони евра и со предфинансирањето кое што и го наведов на 7%, ќе значи поддршка на реформите за сите граѓани, за тоа ќе се рефлектира во бизнес секторот, меѓутоа и ќе го зајакне и тоа како нашиот евроинтегративен процес. Реформската агенда значи реформи во јавната администрација, управување со јавните финансии, значи подобра и економска интеграција, подразбира дигитализација и зелена транзиција, но особено значајно подразбира и борба со организираниот криминал и корупцијата, односно доброто владење. Да завршам тука, станува збор за исклучително значајна точка и очекувам навистина поддршка понатака во процесот во Собранискиот канал, барем во собраниските административни канали и на поширок консензус и одговорност од сите политички чинители, а денеска ние присутни навистина ќе дадеме поддршка на оваа точка. Ви благодарам.